Добри дојде во студио за Ким Мехмети, политички аналитичар и писател, и Тито Петковски, ветеран во политиката и лидер на НСДП. Господин Петковски, кажав дека сте ветеран во политиката, но се откажавте, доброволно се откажавте од парламентарната функција заради настаните на 24 декември црниот понеделник. Не е ли ова задоцнато ваше повлекување? Зашто? Не, сигурно дека се може и порано да се повлече. Меѓутоа, јас престанав да видам пратеник од 24 декември 2012 година. После не стапнавте во собранието? Не, после она насилно исфрлување на пратениците, она навреда на достоинството поединечно на пратеникот, на институцијата собрание. Вие како и воопшто на демократијата. Молам? И воопшто на демократијата. То затоа говорам, ако вие сакате да градите демократско општество, стожер на такво едно општество е собранието, парламентот. И ако на таков начин, со специјалци, со полиција, насилниците дојдат ги сврлат пратениците, и сврлење граѓанинот како суверен, како носител на суверенитетот. Но кого јас представував како ми сврли од собранието? Значи, јас престанав апсолутно да одам, бидејќи пратениците се представници барем според уставот на граѓаните. Но како ќе обавувате вашата политичка функција ако не сте парламентарец? Не, апсолутно тоа не е неспојливо. Јас останувам председател на партијата, бидејќи сум избран на последниот конгрес во ноември мината година, а пратеници други ќе ги застапуваат нашите ставови, нашата програма, усогласувањето, борба на мислење, проекти, ќе нудиме програми, закони и така натаму, така да. Дали јас ќе видам или некој друг ќе биде, ирелевантно е тоа. Битно е партијата, нејзината програма да биде препознатлива во собранието. Господин Мехмети, што велите за овој потек на господинот Петковски? И се погласни се информациите всушност дека листите на изборните листи на СДСМ ќе бидат исчистени од ветераните, дека ќе има нови лица, свежи, млади политичари, по рецептот на ВМРО-ДПМН. Мудро ли е тоа? Знаете што, најмудро е тоа човек која ќе осети дека треба да се повлече и да се повлече. Мислам, тој е и личен однос кон професијата која што ја врши. Но мислам дека господинот Петковски добро проценил дека од Македонија се повеќе и повеќе има всушност само влада и дека нема ништо друго. Дека парламентот е као некое министерство за прикривање на делата на владата, дека судот е исто некој орган на владата која што треба да ги прикрие некоја недела на владата, дека полицијата е исто орган на владата, а не на граѓаните, кој што треба да ги едуцира граѓаните онака како што мисли Груевски, дека се повеќе и повеќе Македонија станува приватна собственост на владата, на тој што владе. И бидејќи е така... И треба ли да се откажат ветерани во политиката како господинот Петковски? Политиката губи смисла и треба веќе да мислите за нешто друго. Зашто? Еве кое е другото. За планина, за кривање на револуција? Ова држава треба да докаже, пазете, свежата крв на една држава е таа студентската младина. Дали таа постои? И ние не треба да се плашиме. Ако таа не постои, ние уште 100 години вака ќе се живееме, но таа ако постои, тогаш или ќе најде метод како таа влада да ја направи, да биде влада, која што првин треба да владее со себе си, па потоа со другите, или ќе продолжиме вака. Оти илузорно е ние да мислиме дека еден политичар, као господинот Петковски или некој друг, може да направи некоја промена. Ние еднаш за секојаш и треба нешто друго да прифатиме. Да не го идеализираме народот. Дека се тоа, оти тој народ ги етаблира тие што ги етаблира, тој народ излегува и гласа за 50 евра го дава гласот, и ако е таа свест на народот, тогаш ние треба да се соочиме со таа свест и да работиме како да ја подигнеме на високо ниво. Тогаш не е проблемот во народот, туку во елитите кои не го едуцираат народот за демократија. На крај краишта, ако сакате, извинете, да ви кажам, знаете која е личната карта на народот? Не се тие 2 милиона, личната карта на народот, кај што се наведува, као адреса, родители, политички елити, научни елити, културни елити. И јас кога го зборувам ова, јас имав една колумна со наслов "Сите сме поразени". Ние сите се корумпиравме.
И во тоа е Немојте да несекаде. генерализирате. Не, Ова не е комунистички. Знаете што, кога велам јас сите и Ким Мехмети Да. го ставам нацре. Не се исклучува. Не. Знаете, да не беше така, немаше ова да ни се случува. И ние народот го препуштивме само во рацете на политичарите. И тој народ инстинктивно, за да преживе, свати дека тој не треба да му верува на еден Ким. Што може Ким да му помогне на народот? Ништо. Значи, брат, Ким има право, но овој ќе го гласам. И додека имате таква свест, вие треба да прифатите ваква реалност. Е сега, како ќе се смени таа реалност, ќе ви го кажам тоа што истото го велам и на трибини, кај што ме викаат албанците. Додека за албанската младина, ова младина не оди пред седиштата на ДУИ и на ДПА и таму, да не се поврати од таму, додека тие не објаснат што се случува, ништо, ние ќе продолжиме вака 20 години, 23 години ние го зборуваме ова. Ништо друго. Ајде, господин Знаете Појчевски. што тезата околу тоа млади треба да бидат во собранието. Јас не сум видел, аз сум поминал сите позначени европски парламенти. Онаква дечурлана во собранието кои немаат ни животно искуство елементарно, не говорам за политичко, тие се само храбри партиски војници, делегирани таму да плукат, да навредуваат, да дискредитираат, да лажат и така натаму. Значи, младоста не е во политиката гарант и за квалитетот на структурата Апсолутно, на собранието. токму заради тоа ве Значи, јас прашувам. сакам, нема да играме баскет или ќе трчаме на 100 За метри, ќе се бавиме да, со да. интересите на За, граѓаните, за со политика. информациите дека СДСМ ќе стави млади, не непознати луѓе на листите. Не може да биде тоа гаранција за успех. Пратеник треба да биде кој што има кредибилитет, кој што има поддршка. Има кај политички граѓаните. талентирани Граѓаните имаат доверба во луѓе него. во СДСМ, преку Јанима него бараат Крадули, да бидат представени таму, Игор и Ивановски, така натаму. Емилијан Станковиќ и така Не натаму. верувам, Дали тоа би е било голема мудро? грешка. Тоа би било голема грешка да се ако откаже? се прави експеримент. Значи тогаш Заев по ништо нема се разликува од Груевски, ако е така. Ако ми Тие дадат- етаблираат тамо Да. луѓе кои што, дури да ви кажем на прилика, ова е искрено, Груевски во една прилика ми рече каков интегритет за пратеникот. Тој треба да знае да разликува зелена од црвена боја. Само копчето, дали треба за или против. Кој да Според размислува на диктатот. владата? Знаете, Владата ако ми размислува. дозволи господин Цветковски, партиите, ние некојаш овие лидерите ги маловажуваме, сметаме дека ништо тие не знаат, како ти, напротив, тие сватија две нешта. Како да ја амортизираат ова младост, како да ја амортизираат и да ја успеат. И успеа на два начина. Со тоа што отворија во секоја улица универзитети, кај што стануваш магистер пак преку ноќ. И доктор на науки. И им докажаа нешто, дека партиската книжка е највредната диплома, дека јас као партија, ако дојам на власт, те правам министер и ако не знаеш и магаре да бодеш. Но тоа не е важно што ти не знаеш, важно е што ти слушаш. И така да, тој е концептот што на кој сега ќе падне и Заев, ако ја прифати ова идеја. Видете, нека биде гениалец, 24 годишно момче или девојка, па тој нема животно искуство за вие да го натоварите држава да ви прави. Затоа што тоа не бара само теоретско знаење, тоа бара и нешто повеќе, тоа бара менаџирање со ситуации. контрола со да луѓе. врши врз владата треба. Знаете што, млад човек во принцип се има, но само нема, тој со сите може да владе, само со својата ела не може никако да владе. Сите сме биле млади. Јас во младоста мислев дека ќе станам нобелист. Апсолутно. Нобелова награда. Нобеловец. Нобелова. Да. Од тука мислам дека ние најубаво е она мешавината на генерации, кога вие младиот го ставате таму во администрација, па тој учи еден Сите скалила на во една кариера треба да се изодат. Дефектот е во тоа што партијата ве прави се, а не вредностите. И така да младиот човек сега и не се труди да он се труди да лепи што повеќе плакати, да биде забележен таму од поглаварот. Ќе биде соодветно награден. Да. Како гледате на судирот Тачи Заев? Вчера некакви наводни односно информации за наводни СМС пораки од страна на господинот Заев до господинот Тачи, дека Заев всушност го молел Тачи за средба, дека имал поддршка од меѓународната заедница, од Америка особено. За мене е тоа примитивизам.
politička nekultura, kako da ga kažem. Od strana na? Od strana Tači, тој председателите, лидерите на политички партии, тие се упатени природно да комуницираат еден со друг. Не мора да се сакат, не мора да имаат слични или исти погледи, ама мора да комуницираат. Ако се бават со политика и ако се борат за интересите на граѓаните. Значи, не смее да постои никаква препрека, ни суета, лична и така натаму, емоции. Која станува збор за доброто на државата. За државата, интереси на граѓаните што ги представуваме. Зарем ги прашал Тачи граѓаните дека може онака арогантно, дрско да се однесува. Говорам сега во конкретното прашање за Тачи. Нема голема разлика ако анализирате Груевски како се однесува. Тој лично дискредитирана вредува. Значи, дискредитацијата станува легитимно средство на политичка борба. Тоа јас не можам да го прифатам. Ја не постои политичар во Македонија со кого не можам да разговарам. Или не сум го побарал, или да го прашам, или да упатам некоја забелешка и така натаму. Не сум добил на вистина негативен фидбек. Ама не можам да сватам вие да напишете порака за да се сретнете, за да поразговарате и тоа да биде навреда. Лично за господин Тачи. Што видовте, во која содржина на порака да видовте навреда лична на личноста на господин Тачи од страна на заедно? За да мавте со пораките. Која е калкулацијата на господинот Тачи? Господине Мехмети. Ова е во прашање председателот на ДПА треба едно да се расчисти. ДПА е приватна компанија на нејзинот председател. И таа функционира као таква. Кога ќе ги допрете ви интересите на председателот, веќе е загрозена партијата. Не сега, јас уште пред неколку години сум рекол ДПА е најголемата несреќа на албанците. Да. И токму и заради на тоа. македонците, тоа е така. Апсолутно, не дека јас сум внимателен тоа да не го кажам. Но нешто ќе ви кажам. ДПА е челниците, не партијата, оти во таа партија имате вие прекрасни луѓе кои веруваат, исто кои и во ВМРО. Челниците на таа партија апсолутно веќе и не ја игра својата игра. Тоа секој нормален може да го види. Оти кој би бил интересот на председателот на ДПА да соопшти нешто што е најнормално. За мене би било ненормално да не примил тој никаква порака од господинот Заев. Стварно би било ненормално. Зашто да не сака да се работува? И со ДУИ, дури јас претпоставам дека СДСМ држи некои контакти со ВМРО. И би било ненормално да не контактира. И сега, што има тука ненормално? Ненормалното е во тоа, што тука се уште се игра со етничката карта. И после 23 години, вие да играте на истата карта што и во 90-та, сварно, тука значи дека ништо не е померено. И ништо не е научено. Самиот чин што има храброст да игра на таа карта, значи дека таму некои се палат на тоа. Оти видите, тоа да го види граѓанин информиран, он сварно ќе си постави едно прашање. Зарем овој треба да ме представи? Зарем овој ќе брани албански интерес? Зарем со овој јас као албанец ќе бидам заштитен? Не, оти тој која жртвува цела партија, тој мене утре ќе ме прегази негде или ќе те продаде за 5 пари. И ова треба да го сватат овие граѓани. Кај нас имаме бизнис политика. Немаме класична политика. Кај нас нема реализирање на партиски програми. Кај нас има тендерски програми. Кај нас вие ако пратите и не се напаѓаат за политички концепти, посебно ДУИ и ДПА, вие внимавајте зашто се напаѓаат. Кој колку е корумпиран. И дури, ако гребете малку повеќе под тоа, ќе сватите дека и не се лути зашто е тој корумпиран. Зашто е повеќе... Не, зашто не сум јас место него. Да, добро. Така. Има ли тука ДУИ план? Заради тоа што го отфрлија и господин Стиво Пендаровски, а претходно и сегашниот актуелниот председател Ѓорѓе Иванов. Значи ДПА одбива да соработува со СДСМ, но ДУИ исто така. Околу председателските избори сега станува прашање. Да, видите, во политиката, особено во односите меѓу ДУИ и ВМРО ДПМН, не верувам дека има многу случајности. Јас сум убеден дека однапред се креират многу ситуации, многу однесување на партнерите, ова што рече Ким пред малку, затоа што се сигурни, играјќи на етноцентризмот, тоа станува силна политичка карта на изборите. Овој ќе не брани од албанците Груевски, која беше првата порака на Груевски. Нема ние да дозволиме мене да бидеме албанците да ме изберат председател. Да. И веднаш се јавува од таа страна, али и вели
ako nema konsensualan presedatel, nije ki gi bojkotiramo izborite. Kako ne može da se sogleda tuka igrata? Mnogo je providna. Koja igrata? Koja igrata? Koja je igrata za da vide i izbran Đorđe Ivanov za presedatel. Zašto mu dadova Duji se soglasi da bide prvi od krug na parlamentarni izbori jedinstveno datno što mu odgovara na Gruevski za da ima cenzus od 30%. Što znači to, ako vtори od krug, za koga ќе го дадат албанци да гласат за Đorđe Ivanov? Ja ne verujem дека тие можат да го исконтролираат целото гласачко тело на албанците, ама знам дека Дуи ќе работи на таа карта. Не верувам дека Дуи ќе работи на карта да биде Стево Пендаровски избор. Јавно се откажува од Иванов, а всушност работи на тоа да партиските војници да гласаат за Иванов. Тоа велите? Видете, омразата меѓу македонците и албанците не ја наметнува некој имагинарен фактор. Ја наметнуваат лидерите на двете политички партии. Што повеќе се мразат албанците, толку повеќе профит политички за Ахмети и за Никола Груевски. Но и финансиски профит би рекол господинот Мехмети, не само политички. На Груевски треба да му се признае нешто. Ја открив формулата како ДПА и ДУИ да ги направи разграници на ВМРО. На собствената партија. Ако погледнете, тие двете играт за таа шема. Двете играт за интересот на ВМРО. И овој као партиски интерес е окей, али овој, гледано од државен аспект, ја руши Македонија од темели. Зашто? Албанците се повеќе и повеќе се чувствуваат непредставени. Сваќаат. Од секој ден повеќе сваќаат дека ако гласаш за Дуи, го ојакну, го засилуваш Груевски, ако гласаш за ДПА, го засилуваш неговиот братовчет. Значи, како и да е, ти си тука, затворен во тоа. И затоа се повеќе и повеќе гледат варијанта. За кога ќе гласаат тогаш? Знаете што, за на кого и да гласаат, избори? И Дуи, и ДПА се ангажирани, Иванов да биде избран за председател. Со тоа што Дуи ја играше улогата предвремени парламентарни избори, кои што ќе се одржат истиот ден. Јас сум рекол и ќе повторам, албанските партии да беа заинтересирани за албанците, ќе правеа нешто друго. Ќе речеа, господа, ние не ви учествуваме на овие избори, се додека еднаш за секогаш не ги бетонираме нашите односи. Ние ќе ви оставиме без легитимен парламент, без легитимен председател, без легитимна власт, се додека еднаш не седнеме и да ги расчистиме овие односи, а не секои 4 години. Дуи да сакаше консенсуален председател, ќе бараше и уставни промени во парламент и така се бија. Албанските партии не го сакат тоа, тие ја сакат тендерокрацијата. Не, не го знаат тие оба. Тие знаат дека, еве јас јавно ќе кажам, за 24 часа се решаваат меѓуетничките проблеми во Македонија. И меѓуетничките проблеми сега ги имат враце албанските партии. Само вака да постапат. Да речат, браќа, ние веќе не сакаме ваква утакмица, кај што ќе бидеме ваши вазали. Дај еднаш за секојаш да расчистиме во која игра играме. И како ќе играме понатак. Правилата на играта сега се останати овие. Овој владе и ги бира вазалите. И сега што се случува? Владателот мора да знае што прави вазалот, но вазалот не сме да го прашува владателот што прави. Овој само извршува. Едниот на 20, на вториот круг, кога ќе бидат парламентарните избори, му ја готвира играта, овој другиот вади кандидат за да опипа дали албанците ќе бойкотират председателски избори или не. И затоа јас сум рекол, албанците, за жал, знам дека ова криво ќе биде сватено, но на овие избори албанците да има по-висока културна свет, само едно може да направат, да ги делегитимират прво своите партии, со тоа што крст на избирачките ливчиња и после ние да седнеме еднаш за сега 23 години, зар не се уморивме од ова. Добро, велите во ваква констелација, што е вашата проекција? Господинот Đorđe Ivanov победува? Зарем се сомневате? Видете пораката. Три партии за ангажирани околу тоа, зар може да изгуби? Видете пораката. Пратеник од пратеничката група на ВМРО ДПМН денес во медиумите, тоа го пренесува дел од медиумите, ги мотивира македонците во странство и им кажува, им сугерира, морате да излезете на изборите за да му ценува Дуи. Од другата страна мог. Нема, никој не реагира, барем да го осудат, говорат на омраза. Тоа што е ако не говорат на омраза. Извини, господине, во оваков случај, да е челникот на Дуи, политичар, знаете како би одговорил? Би рекол не тоа, ќе ви овозможиме парламент без албанци.
Koga već sакате Ajde da vidimo така, to. ajde To da ne ви biva u видам. Македонiji. Овој би бил одговор. Но зашто не е овој одговор? Затоа што, брате, ако си тендерократ и демократ не може. Едно треба да бираш. Или ќе си политичар, или бизнисмен. Двете не одат. Знаете во што е несреќата кај нас? Нашите политичари сакат и славата и джебот да им се наполни. Не одат тие две нешта. Треба да бираш. Или вака на 60 години ќе работиш новинар, као ја и ти, или ќе одиш и за 4 години джипот, крцка, уште 2-3 стана. Изборот ми е препуштен, затоа ја не им се љутам. Мене тој избор ми е укажан. Ги заборавивте сметките во Швајцарија или Кипар и така Дали натаму. ќе биде избран? Да. Значи, јас не верувам дека после 23 години, еве, Ким ги споменува неколку пати, до таа мерка се слепи послушници најголемиот дел од електоратот албанци. Не можат, Не. ни едниот, ни другиот не може да ги убедат сите албанци кои ќе излезат да гласат, да речеме, ќе го земе гласачкото ливче за парламентарните избори за својата партија, а ќе го игнорира гласачкото ливче за председател. Јас сум сигурен дека на начинот на кој што се представува Стево Пендаровски, дека огромен број од албанскиот електорат ќе гласат за него. Затоа што прво не заради тоа што човекот го научил елементарно и албанскиот јазик, признајќи ја на тој начин културата, него затоа што тоа е модус вивенди во едно општество на чие чело сака да стои, на државата таа. Тоа значи да видат држава на равноправни граѓани, Би а не препознале на современ етноцентристички политичар во војници. Стево Пендаровски, Да. Па современ мислам, политичар кој би мислам бил дека обединувач. Ако сакате поупростено, ја лично во животот попрвим прифаќам достоен, паметен противник од што некој што е под моје ниво. И во овој однос, Пендаровски, апсолутно, ја може да имам милион забелешки за начинот како во Македонија се бира председател, но ако ми е пружен овој двоен избор, апсолутно сакам да е достоен, пар да го заслужува мојот глас. Заради милион причини. И не би сакал да се чувствувам, и не би сакал да се чувствувам као овца кај што дошол тамо дошла некоја политичка партија албанска, као што се случи на последните, кога беше избран. Ѓорѓе Иванов е председател на ДУИ. Ова сите го заборават. Ѓорѓе Иванов немаше да биде избран ако после 17 часот ДУИ не почнеше да ги вози своите симпатизери да гласат. И од тука Дуи заборава дека сите недела ти се враќа тебе. И кога Ѓорѓе Иванов си го покажа вистинското лице, дека е тој истиот што е против Рамковниот договор, да. тој за антиквизација, и овие се збунија, тие мислеа дека, а кај нас секогаш истото се случува. Албанците бират председател на Македонија, тоа е факт. Без албански гласови. Нема избор. Меѓутоа, Груевски успе и нешто друго да направи на ДУИ, да ја убеди да се симне цензусот. Значи, албанците да се минимизира нивната улога. Уште повеќе ги понижува Уште повеќе ги, сега уште повеќе ги понижува, дека не е за бојкот, ама не сака да успее. Па што е тоа? И тоа е најголемата дволичност. Значи, вие не сте за бојкот, но не сакате да успеат председателските избори. Кими, или ова закана, ако не биде така, на есен ќе имаме нови предвремени парламентарни. Предвремени парламентарни избори ќе има само кога сака ВМРО ДПМН. И нешто јавно ќе кажам. ВМРО и ДПМН и ДУИ не може никој со гласови во ова држава повеќе да ги победи. Никој. Оти тие не направија сите заложници. Ни вработија по еден двајца од сите семејства и ние, ако си јунак, ти можеш да се жртвуваш себе си. Но не можеш целото семејство. Тие го свати ова и сега не пуштат. Велат, ајде избори кога сакате. И никој не може нив да ги смени. Нив ќе ги смени. Не обесхрабрува до таа. Не. Запамтете, еве, јас јавно зборувам, јас сум свесен дека зборувам пред камери, во кафеана ја дури и повод сум, него тука сум доста и внимателен. Нив ќе ги смени само таа младина, што не е за да ја направиш политичка елита. Избега надвор, избега надвор. Која младина? Студентскиот дом Гоце Делчев, гледаме во какви руини се претворил, таа младина молчи. Не заборавете, има, знаете што и лошото има крај, и доброто. Меѓутоа, ја само нешто се плашам, да не се случи тоа пред да дојде крајот на лошото, да дојде крајот на Македонија. И да нема таа младина. А има, колку и што ова, знам јас дека ги пали македонците, дека овој не ја сака Македонија. Македонија се повеќе и повеќе ближи кон прагот, кога нема да и треба ни име. Ти го реши
проблемот со името, али на друг начин. Погледнете што се случува во Скопје. Скопје е столбот мултиетнички што ја држи Македонија. И кога вие тој столб ќе го срушите, кој што го рушат браќата со тоа што градат тачно кинески зид од таде варда, не знам после за која Македонија ќе зборуваме. Може да ја држите као љуштура. Меѓународен фактор се држи. Но внатре ќе имате два система, кои што со ништо не се допира. И околу изборите ме интересираат овие најнови случувања во ДИК, како ги објаснувате? Еве вчера, например, ДУИ протестираше бара да се проверат 453 гласачи со иста адреса на живење во амбасадата во Тирана би гласале тие луѓе. Тоа барање беше отфрлено. Госпоѓата Јанкуловска, министерката Јанкуловска рече дека нема никаква врска, МВР со тоа ја префрли топката во ДИК. Покрај СДСМ исто така протестира околу 22.000 гласачи, тогаш ако имаат докази за изборен фалсификат или манипулации, злоупотреби, зошто воопшто одат на избори е прашањето? Јас во една прилика со вас која разговарав овде дека ви кажав личниот пример мој, денес ќе потврдам уште повеќе дека мртвите и селените од Македонија се најверните гласачи на ВМРО. Вашиот татко всушност го кажавте за пример. Пред 13 години почина, а 2011 гласал за ВМРО ДПМН. Значи, еден духовито забележа мајка ми и кажу, седи тука, чека ако сакаш да го идеш стариот, а мајка ми е жива. Бидејќи тој доаѓа овдека само кога има избори, се јавува од оној свет. И тоа се случува и денес. Се е тоа фингерај. Тоа е се добар договор, знае точно ДУИ. Зошто ДУИ не реагираше на ова иста околност 2011 кога ние се буневме? Но зошто еве СДСМ не реагира? Зошто не каже дека не оди на вакви избори? Друго прашање е каква одлука ќе донесе СДСМ сега. Но факт е дека ова е одлично функционира договорот меѓу ДУИ и ВМРО. Вие ќе притискате од таа, ние од оваа страна, заедно ќе го делиме пленот после. Значи, не може апсолутно нити меѓународни обсервери овдека посматрачи да го проголтат тоа дека во Македонија имате 30-40 илјади евидентно отсутни гласачи за време на гласањето и тие избори да се признаат. Мислам, тоа е уште еден. Но СДСМ се согласува на тоа. Ма не се согласува, видовте на комисијата, денес продолжуваат. Значи, комисијата има мнозинство. Има мнозинство ВМРО ДПМН и ДУИ. Гледате, вчера еден гласаше воздржан, мислам членот од ДУИ гласаше воздржан, членовите од ВМРО и ДПА си гласа против тако. Што треба тогаш СДСМ да направи? Што треба? Имате два начина како вие на граѓаните може да им објасните што им се случува. Едниот е и овој, кај што се чудиме ние. Вториот начин, кога вие гледате дека тоа не иде, тогаш дајте овозможете им на тие граѓани да имат парламент само од ВМРО. И така вашето влијание е нула. Да се бойкотираат изборите? Па видете, нула е. Кој е влијанието на опозицијата? Нула. Идеш таму и се оди. 120 закона дневно се репродуцира. И ако е така, вие тогаш дај само казнувајте се, за да го спасите народот. И речете, окей, пошто вие сакате, мислите дека ВМРО е таа што ве спасува. Ние ќе ви го озможиме најубавото. 120 пратеници ВМРО да има. Ништо друго да не им пречи. И да видиме каде тие граѓани ќе стасат со тоа. Навистина, па што, ја не знам, Сано Заев, што и со млади и со стари ќе постигне во оваа ситуација која, еве ги знае сите овие игри. Тогаш вие треба тој голиот крал да му ја трнете и завесата. Не од тие ова странците не го знаат. Меѓутоа, што ќе ви сторат вас странците која сте вие опозиција која функционира дури. Вие ако погледнете што прави Заев, трча по тоа што ќе му го намести ВМРО. Значи он трча, он не наметнува, а опозиција е таа што наметнува, што ја тера власта да трча по неа, за да се оправда, за да докаже. ВМРО ништо не докажува дека не е така како што тврди СДСМ, само нешто друго тврди. И вие сте као нас. Ако е така, има начин. Знаете, јас сум писател. Од писател не барајте политичар. Стварно, јас сум емотивен. Но сте политички аналитичар. Меѓутоа, јас да сум опозиција во Македонија, стварно би ја оставил Македонија со парламент од 120 пратеници
DP-a. Ti si vlade oko da mu treba Neka vlade, vidite, neka vlade, A ovo je narod ki mu aplaudira. Ovoj narod i neka mu aplaudira, Što no slučajno na ovoj lokalne narod izbori, će treba kim? da mu se kaže deka ima razlika među država i Ne verujem da kreatura. možda shvatat na E, ovo pa, nivo. ako ne razvojna shvati, svesna vidite, politička no, svest. sepak državata ja gradi svesta na građanite. Oti isto to ni se slučuje ovo što vi velam jas. Tije građani gleda deka Makedonija ništo nema osim vlada. Nijedna Dakle, druga ni institucija. sudstvo, ni policija, Nema ni sudstvo, ni pa ni policija, parlament, pa ništa. ni bolnici Ovi nema, Pa- ništo. Znači, na Kontrolni ove građane, mehanizmi nema, znači, ništa, na ove ništa. građani to ne im preči. Ako ne im preči, treba da im se kaže, deka pazite, vi imate samo vlada, no nemate država. I što ima da vi zalažeme deka Gospodine imate Питковски, država? еве господинот Мехмети вели дека треба да се бојкотираат изборите. Што Еве, велите што вие ја- ако не се легитимни овие избори, зашто говори всушност СДСМ, зашто протестира во ДИК во моментов? Мојот став беше јасен уште после 24 декември. Ние не треба, не ни беше местото таму. Тие се вратија као... Јас не отидов, али мислам дека не требаше да отидеме, никој таму. За да се случи, за да има импликации вакви, Да и ги да оставиш дојдеше сами. притиск и така натаму. Јас им предлагам нешто што не би го прифатија, а мислам дека во овој момент можеш да одигра некоја клучна улога. Бидејќи прифати да се менува изборното законодавство, јас предложив, како што не сум го јас измислил, тоа го видов во некои компаративни политички системи, партијата која што за време на изборниот мок ќе го прекршува законот да нема право да учествува на изборите. Да видите како тие ќе се однесуваат. Ако тој знае по сила на закон, ако иде денес тече лента таму, како што си прават секој ден кампања, дека по сила на законот не може да учествува на изборите, дека ќе се однесуваат сосема коректно во рамките на законот и дека нема да посегнува по овакви фалсификати. Ово е флагрантен фалсификат. Тој го ведува во избирачкиот список на една адреса 75 луѓе и министерката за внатрешни вика тоа окей, тоа по законот може да се прави и оној членот на државната изборна комисија од ДП вика да, тоа е во ред. А тие што беа во Македонија од пустец, сега се запишани во Тирана. Не сега што треба да направи СДСМ? Бидејќи ќе гласат од диаспората за ВМРО, ДПМН, ама од Тирана диаспората ќе биде тя. Што сега треба да направи СДСМ? Треба да ги бојкотира едностранно, да каже под овакви услови не сакаме да учествуваме на избори. Па вие Па ќе станувате ги изгуба. соучесник. Точно. Вие станувате Да. соучесник. Значи вас дури, јас како граѓанин што со тоа сваќам? Дека истото ви годи оти и на вас ќе ви го возможи истото да го. Оти тука кај нас ако гледате во сршта и не е некој проблемот во тоа. Понекогаш љутината наша произлегува од тоа што не сум јас тоа да го сторам, него тој го прави. На ваков начин кога одите на избори, под вакви услови, вие мене како граѓанин ми докажувате дека ништо не сте подобар. Само ви е криво што тој тоа го прави. Добро, јас ви благодарам што бевте гости.